срцата зборуваат погласно од зборовите. Добре дојдовте на вечер посветена на љубовта, добрината и човечноста. Вредности кои не обединуваат и ни покажуваат дека срцето секогаш знае каде е патот кон доброто. Вечер посветена на добрината, на човечноста, на вербата дека со љубов можеме да го промениме светот. Оваа хуманитарна промоција е дело на Елизавета Крајчевска-Ѓоршевска, жена со големо срце, инспирација и енергија, која со својата посветеност ги поврзува луѓето преку добри дела и ни ја пренесува пораката дека љубовта и добрината се највисоките облици на уметност. Во соработка со Младински центар Охрид и Сдруженијето Тајните на моето срце од Охрид, вечерва ја славиме хуманоста како најголема човекова доблест. Пред да ја слушнеме нашата домакинка, нека ја запомниме оваа мисла, која ќе ни биде мисла водилка. Кога ќе подадеш рака на некого, не ја губиш силата, туку ја зголемуваш. Со големи емоции и благодарност ве поканувам да им сакаме добре дојде на Елизавета Крајчевска-Ѓоршевска, жената што го живее тоа што го зборува и пишува. Љубовта, добрината и хуманоста. Овде се. Благодарам, Марина. Добре дојдовте, почитувани гости, љубители на пишаниот збор, на оваа хуманитарна промоција. Благодарам Младински центар Охрид, раководител Јован Цветковски. Благодарам Сдружение Тајните на моето срце за соработката. Подоцна малку повеќе околу творештвото ќе ми каже самата авторка. А во оваа хуманитарна приказна, голем дел од поддршката и енергијата доаѓа од младите, од луѓе кои веруваат дека иднината се гради со срце и со дела. Со задоволство ја најавувам Пани Милошева, представник од Младински центар од Охрид. Повеќе. Здраво, ви благодарам што сте тука. Секоја желам поддршка на ваков вид настани и се надевам дека ќе имаме уште многу вакви соработки. Ви благодарам. Во секој хуманитарен настан има срж, душа и приказна. Приказната на оваа вечер ја раскажува Сдруженијето Тајните на моето срце, кое со својата работа и поддршка им дава сила и надеж на многу жени и семејства во тешки животни мигови. Со посебна чест ја поканувам председателката на Сдруженијето Тајните на моето срце од Охрид, Љупка Ристевска. Повеќе. Добро вечер. Добро дојдовте се. Како председател на Сдруженијето Тајните на моето срце во соработка со авторката Елизавета Крајчевска, ова е прва хуманитарна промоција и донација за нашето сдружение. Од авторката благодарни сме за хуманоста, за кои средствата ќе бидат наменети за деца со посебни потреби, деца без родители, ранливи категории и онаму каде што има потреба. Благодарам. Еден настан како овој не може да помине без зборовите од луѓето кои најдлабоко ја познава поетската душа на Елизавета Ѓоршевска. Нивните зборови се огледало на незината поезија, а рецензиите за незините дела се сведоштво за незината духовна длабочина. Со особена чест го поканувам писателот Јордан Коцевски кој ќе ги прочита рецензиите за трите збирки поезија. Овде Јордан. Ќе почнеме со првата книга од Елизавета, за една пронајдена љубов, рецензијата на Ангелко Лозановски. Тој истакнува следното. Елизавета Трајчевска го одсонила сонот и го испишала низ овие страници за спомен на незиното постоење како знак на пронајдената љубов, љубов кон Бога, кон човекот и кон најблиските. Низ тихо пеења ни ги открива своите тајни, мечти, љубов и страдани. Со очи неисплакани и песни недопеани ги реди нижи и везе стихови. Си отвора душата и си ги раздава мислите, зашто знае дека споделената болка помалку боли. Потоа продолжува: не барајте перцепција и врвна уметност во поетските творби. Побарајте само душата, оставена врз хартијата,
тагата и болката, и солзите помешани со мастилото и уживајте во читање. Прочитам само уште една рецензија. Следните зборови се на Вангелко Лозановски. Неговата рецензија се вика Ливски трепере. Тој истакнува дека Пелинот се пререал во незината поезија, но од друга страна се појавува подадената чаша со медовина, за во таа магија да победи копнежот и љубовта за убавината на живот. По патеката се исправа достоинствено и им верува на бранот зборови, се надева на нивната вистина, но трепери како лист на првата раскрсница и уште еднаш ја бара вистината на зборот, мелем за душата, за да може похрабро да чеколи кон незините зацртани цели. Поезијата е идеална можност да се соочи со незините виори, со бурите, но и со капката роса и силната верба на љубовта кон Бога и човекот. И во една спонтана одлука јас ќе ви читам дел од поезијата од сите дела. Што би рекле младиве рандом, кај што ќе се отвори. Дај ми срце да сакам, дај ми душа да чувствувам, дај ми надеж да живеам, дај ми сон да те собудам. Дај ми вода да се напијам, воздух од небо да дишам, море да го препливам. Дај ми среќа, радост, дај ми можност да бидам покрај тебе. Дај ми цвет да го скинам и да се закикам со него, дај ми време да те чекам и да те љубам. Ајде едно од потока, која начинам соцветствие и разочарување. Соцветствие. Многу звезди на небо, соцветствие. Ти мило мое, те викам на милоста, мече мое, си голената мечка. Јас сум малата мечка и оно што ќе дојде допрва на свет, мало меченци. Си направив едно мало соцветствие од мечки. Тоа е моето најмило соцветствие, кој од небесен свод да ми падна. Морето ќе ти биде огледало, а јас мечка до морето. Ти си ми здив, вода која ми даде живот и мое соцветствие. Дрвото на животот. Повторно по истиот принцип, првен ќе ви прочитам дел од рецензијата, која овај пат е една на Вангелко Лозановски. Дрвото на животот е незиното дрво на сакањот, како незина потпора, крепост, огниште во незиното срце. А љубовта кон сакањот, тоа огниште, секој момент се повеќе и повеќе го разгорува. Се чувствува како принцеза од времето на цар Самуил, минување со ништата низ времето и простор. Незиниот сакан е дар од Бога и незина судбина, која го испишува низ незините страници. Патиштата по кои оди и по кои треба да оди во иднина се многу тешки. Бог таков тежок крст и дал, што треба да го носи до крајот на животот, но пишувајќи ги своите дела, верувајќи дека ќе го износи, ќе издржи. За секоја послушност, трпение и труд, следи награда и спасение. Врати ми го. Се затвори во собствениот гроб, иако сум жива, исто како да сум мртва. Без тебе светлина ден да не видам. Со сила убавина не видувам. Нека биде Божјата милост. Нека биде волјата Твоја, Господе, зашто знаеш што е најдобро за мене. Што не можам лицето да му го видам, гласот да му го чујам, телото да му го допрам, него да го љубам. Во срцето многу ме боли. Само Тебе, Господе, ќе Те молам и безброј молитви кон Тебе ќе испратам. Услиши ми ги, врати ми го сега, затоа што без него не можам веќе. Во мене само спомени се будат и тага на лицето ми се гледа. И
понекоја солза од очите ми се слева. Без него е само казна и беда. Немам веќе сила и зборува. Снагата ми е уморна, душата тажна и јадна. И повторно те молам, Господе, врати ми во себе. Мојот бисер. 4 мои бели бисери, 4 мои драгоцени камења, 4 капки солзи во очите, кои ќе ме насмеат, израдуваат и понекогаш ќе ме натажат. Кога ноктот од месото ќе се оддели, боли, кога бисерот од школката, искрата од пламенот, а чедото од мајката. Но еден бисер од герданот многу рано ми се откина, многу драг и скарпоцен ми го украдува со нож, ми ја распараат душата со жар, ми го изгореат срцето, а душмани што ми го зедоа ајд да не видат. Бог со најтешка казна да ги казни. Тој бисер во срце го носам. Каде да го најдам, да го украдам, да го вратам на местото, да го заковам на герданот, каде што припаѓа и таму на местото да тежи и нежно на вратот мој да лежи, да го допрам, да го помилувам, да го осетам, да го возвишам, да го издигнам, да го научам да оди по моите стапки за кои ќе се гордеам. Прво за збирката од Алексо Тришовски, кој вели: пред нас е третата, мали нешта до големи дела, со која таа, се мисли на авторката, ќе ни покаже дека поезијата живее и живее со секој читател. Откаде што поетесата порачува, не ја растура и магијата, не будиме од сонот, оставиме да сонувам, каде звездите патуваат на небото, ангелите пеат до небото, од небото до земјата, мислите патуваат кај него. И врз огледалото на водата се ројат белите линии на галериите. За истата книга Мите Радождански вели: се добива впечаток дека во песните се е познато, видено, почувствувано, но сепак не може да се ослободиме од чувството на необичност, на посебност, што обзема од самите песни. Поетесата со лирскиот сензибилитет ни создава еден времеплов низ незиното минато, сегашност и иднина. Такво е доживувањето на светот во сета негова интегралност, каде поетесата го нагласува својот перцептивен однос кон љубовта, верата, чистотата, убавината, традицијата кои се тајни вредности. Елизабета во незиниот творечки опус има свој светоглед, сред времето и сумиштата како посланија за љубов, пријателство, почит, разбирање, мир, спокојство и уште триш по толку радости во посакување и обединување за подоб до утре. А сега Марина ќе прочита две песни од истата стихотка. Не буди ме, да не заспиам, да не те сонувам, да се разбудам, да не помислам на тебе, да не те сретне, не ке знаев дека постоиш, да не ми кажеше два збора, не ке се влюбев во тебе. Толку си далеко близко до мене, не ја растурај магијата, не буди ме од сонот, остави ме да сонувам, каде звездите патуваат на небото, ангелите пеат од небото до земјата. Мислите патуваат кај тебе. Ликот на Света Петка. Тогаш кога душата плачеше и тагуваше, срцето се рануваше и се јадуваше. Тогаш кога мракот се спушташе на земјата, тогаш книгата стоеше како мистерија на полицата меѓу другите книги, непрочитани страници, неоткриени мисли. Токму таму и тогаш во венците на зелената шума се сели ликот на Света Петка. Оттаму го гледаше градот кој блеска со неговата убавина и во утрата се буди со езерските води и лебедите.
Во дрвото пред манастирските двори си го врешат во лик за навек. Водата по разиграното корито нека биде лек за рана. Зелените сенки починка за патникот далеко што доаѓа. Широките одаи пренокиште за верникот. Заштити го, Света Петка, и благослови го секој кој влегува во Твојот Божи дом. Елизавета, поверете уште еднаш да се обратите и малку повеќе акцент да ставите на вашето творештво. Поверете. Благодарам. Како поет и автор на 3 дела, ова е прва хуманитарна промоција во Младински центар Охрид, од кои следат уште Дом на култура 12.11.2025, 18 часот, Охрид, Универзитет за информатички науки Свети Апостол Павле, Факултет за туризам и угостителство, Средно училиште Свети Климент Охридски, Средно училиште Ванчо Питошевски Охрид. Во македонската современа поезија имам голем придонес со моите дела. Се јавам како и хуманитарец за деца со посебни потреби, деца без родители, ранливи категории и онам каде има потреба. Како што велеше Гоце Делчев, ова е поле за надпревар меѓу народите, жив починко, одовде ја гледаше големата вода и на народите порачуваше: ваше е само она што ќе го дадете на другите. Да твориме, да не заборавиме. Јас порачувам да градиме мостови на пријателство преку пишаниот збор. Во делата пишувам и за други теми покрај љубовната поезија. Често ги истражувам темите на животот, природата, човечките емоции и размислувањата за суштината на постоењето. Стиховите често рефлектираат со длабоката поврзаност со светот. Љубовната поезија е многу лична и субјективна. Секој читател може да има своја омилена песна или стих. Некои од стиховите се познати по тоа што ја изразуваат љубовта на длабок и искрен начин. Во некои стихови за љубовта се јавува како сила која ги надминува сите пречки. Обично се прикажува како моќна и длабока сила. Љубовта е истражена не само како романтична врска, туку и како емоција, која допира до срцето и душата. Често е прикажана како инспирација и предизвик, која носи радост, страст, но и понекогаш и болка. Прикажана како комплексна и многуслојно чувство, што има моќ да трансформира и инспирира. Природата често е представена како инспирација на огледало на човечките емоции и искуства. Стиховите често ги поврзуваат природните елементи со длабоки чувства и размислување за животот. Природата во стиховите се гледа и како символ на хармонија, обновување и вечност, како што вели поетот Митре Мангоски-Радождански. Секој миг да го претвориме во вечност. И овој миг споделен со вас, нека остане вечност и запаметен за добри дела. Ви благодарам. Малото сираче, едно мало детенце на пат стоеше и на патник се молеше за некоја пара, оставено без мајка и татко, отфрлено од мајка и татко, без грев и грижа, го донеле на свет и макар задана, питач да постане. Сакав спомен пара од мене да му дарам. На него секогаш ќе се сеќавам, молитви до Бога ќе праќам, да го стопли дом и среќно семејство да му дари. Токму ова е причината за мојата хуманитарност. Благодарам. Да заминеме со мислата дека секое срце што сака создава светлина.
Во име на Елизабетата Ѓоршевска, Младински центар Охрид и Сдруженијето Тајните на моето срце од Охрид ви благодариме за љубовта, за присуството и за секоја искрена насмевка. За крај, да ја покажеме сите нашата хуманост. Со купување на една од книгите од Елизабета Ѓоршевска, вие донирате 200 денари за најранливите категории граѓани, за дечињата со посебни потреби, за дечињата без родители и за сите оние граѓани каде што е најпотребно. Да ја покажеме нашата хуманост и да останеме во убаво поетско расположение. Ви благодарам.